Република Унгарија со своја финансиска поддршка се вклучува во реализацијата на програмата за стипендирање на младите роми во општина Кочани. Унгарската влада доделува грант од околу 180.000 денари, со кои ќе бидат ангажирани 5 лица во институциите на локалната самоуправа, како и во самата општина. Едно од ангажираните лица е со завршено високо, додека останатите се со средно образование. Во просториите на општината беше подпишан договор со кој помошта се доделува за потребите на македонската програма за стипендирање и инклузивност на ромите во институциите на системот кај нас. Представникот од Унгарското министерство за надворешна трговија и надворешни работи изрази задоволство од соработката и рече дека неговата земја е горда што се вклучува во македонските развојни програми. Значи, они се горди на проектот што ќе се имплементира во рамки на кој се зголемува инклузивноста на ромите во нашите институции општински. Во Република Унгарија најголемо малцинство е рома од етничката ромската националност и од таму како Министерство за надворешни работи се доста запознаени со проблемите со кои се соочуваат и сметаат дека на овој начин се подобро ќе се инклузираат во социјалниот и економскиот живот на општината. Од општина Кочани рекоа дека ова не е прв пат да се реализира соработка со Република Унгарија, посебно во решавањето на социјалните и други прашања за припадниците на ромската етничка заедница кај нас. И до сега општина Кочани се доста вложуваше во инклузија на ромската популација. Се надевам дека со такво темпо ќе продолжиме и понатаму и дека ќе уште повеќе допринесеме заеднички. Се надевам можеби и со друга помош од други држави да допринесеме, значи оваа ромска популација е што подобро ја интегрираме во системот на општината. Лицата кои ќе бидат ангажирани со програмата за стипендирање ќе имаат работни обврски во општинските институции во период од 6 месеци, за што ќе добиваат соодветен надоместок. Инаку, уште пред 4 години при одржувањето на донаторската конференција во Кочани, Република Унгарија изрази подготвеност да им помогне на ромите од старата касарна. При тоа беше ветена финансиска поддршка, доколку се обезбеди простор за изградба на нови објекти за домување за семејствата од старата касарна, во која во моментот живеат околу 100 лица.